Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитувани граѓани. Мислам дека ова е една од темите за која што треба да се разговара активно во собранието и да не бегаме од дебата и да укажуваме дека треба да седнат само трипартитно да разговараат во однос на минималните плати. Јас се согласувам дека тоа е начинот на кој што може да се дојде до диалог, ама затоа предложивме вчера на комисија, дајте да направиме јавна расправа, па да ги донесеме овде во собрание. И министрите, и работодавачите, и синдикатите да седнат да разговараат, бидејќи вака мислам дека никогаш нема да дојде до разговор на оваа тема и ќе се повикуваме цело време на тоа дека еве очекуваме да седнат, да се договорат, кои ќе се договорат, да, ние сме тука и ќе прифатиме и така натаму, а во суштина тоа воопшто не е така. Кога зборуваме за законот за минимална плата и потребата од носењето на ваков закон за минимална плата е повеќе од јасно од сите параметри кои што можеме да ги извадиме како податоци кои што се достапни, сакате во Државниот завод за статистика, како најрелевантни податоци за тоа што ни се случува сега во државата. И точно е дека кога се зборува за минимална плата и за создавање на еден систем, дека треба да има кредибилитет во однос на тоа што се предлага. Јас се согласувам со тоа. И ако зборуваме за таков еден кредибилитет во однос на минималната плата, можеме да ги споредиме фактите кои што говорат за каква била минималната плата и колку е растот и кога расте минималната плата. Ако ги земеме податоците 2012 година, кога ВМРО-ДПМН е на власт, минималната плата е 8.050 денари. Кога се превзема власта 2016, односно 17, 10.080 денари. 2017 расте на 12.000, па понатаму континуиран раст благодарение на системот кој што беше воспоставен, за да 24 година имаме минимална плата од 22.567 денари. Фактот дека минималната плата пораснала од 10.000 на 22.567 денари дава кредибилитет токму на тие, а тоа е СДСМ и коалицијата, кои што направиле систем да расте на овој начин минималната плата. Од друга страна, кога се носеше таквото законско решение, вие се сеќавате и функционери на ВМРО-ДПМН во тоа време, или сегашниот гувернер на Народна банка Трајко Славевски и ден денеска кажуваат дека грешна е политиката во која што ќе се гради систем за раст на минималната плата и дека треба да живееме во времето во кое што ВМРО-ДПМН продаваше басни низ светот, дека ефтината работна сила треба да донесе овде инвеститори во Македонија. Тоа време заврши. Зошто заврши? Заради тоа што на еден начин ги држевте или ги плашевте луѓето од економијата, од стопанството, дека ако се зголеми минималната плата ќе ви пропаднат фирмите, а од друга страна ги плашевте работниците, ако се зголеми минимална плата ќе пропаднат фирмите, вие ќе останете без работа. Еве, после толку години од носење на таков систем се покажа следно. Фирмите, наместо да пропаднат, растат, заради тоа што се зголемува продуктивноста на трудот, а работниците си ги задржаат своите работни места, дури и немаме доволно работници заради други причини, и ако не продолжи да расте минималната плата или просечната плата генерално во Македонија, се уште ќе имаме поголем проблем во однос на работниците, заради тоа што никој веќе не може и не сака да работи без пари. И ова се факти со кои што можеме да разговараме. Понатаму, знаете дека минималната плата се усогласува растот на просечната плата, растот на трошоците на живот. Сега имаме
ситуација во која што можеме исто така статистички да ги погледнеме како била потрошувачката кошница и кога и на кој начин расте и на кој ниво е денеска. Повторно имам извадено цела статистика во однос на растот на минималната кошничка потрошувачка декември 2010 година па до денеска. Дали тоа ни се допаѓа или не ни се допаѓа, можеме да разговараме. Слушаме премиерот рече, ова потрошувачка минимална кошничка не е добра заради тоа што, не знам, имало овоше, вакво, такво, во неа не требало да има, ама не видиме за овие 2 години власт да направите друга пресметка за минимална кошница. Таа е која што ја има синдикатот. Во тој период, таа минимална кошничка изнесувала околу 30, односно 29.199 денари во 2010 година, пораснала понатаму на 32.000 и на 32.000 останува некаде до 22 година и сега имаме, односно 22 е 51.235 денари расте, па имаме пад 23 на 46.084 денари и во 25 година имаме 65.077 денари во септември месец, раст за еден месец имаме некаде околу 467 денари, односно 65.544 денари во октомври месец 25 година. Ова покажува дека растот на трошоците на живот е рапиден, зголем. Прехранбени продукти, здравствени услуги, комунални услуги, комунална такса, енергетика и така натаму, сето тоа во овој период има раст. Еве, вие сте 2 години власт, ги имате сите институции на системот под контрола, ги имате сите општини под контрола, или скоро сите ако сакате, погледнете ако не знаете, прашете ги вашите градоначалници, колку градоначалници или во колку општински совети доставија предлог за зголемување на комуналните такси на јавните предпријатија, за кои што се расправа во советите. И ќе ви биде јасно дека трошоците и понатаму растат. Тие одлуки не се носат за да владата ги плати трошоците, не, заради тоа што треба да ги платат граѓаните тие трошоци. И од тука се должи и барањето на синдикатот да се зголеми минималната плата за 600 евра, па понатаму да имаме и систем на раст на платата. Имаше дилема овде меѓу колегите дека овој систем на раст на минималната плата не е добар. Не бил соодветен на состојбите во државата. Бил погрешно поставен и така натаму. И се даваат такви анализи дека системот не е добар и после 2 години власт вие не го менувате системот што не е добар. Тоа што не е добро, дајте да го смениме, дајте го предлогот. Кој е тој предлог кој што ќе покаже како треба да биде новиот систем за раст на платите? Тоа беше исто и со пензиите. Не ви е добар системот во кој што растат пензиите, окей, не е добар системот, кој е добар систем? Па да се зголемат за 5.000 денари од еднаш пензиите, во ред. Што правиме со системот? Па не, системот е добар, ќе продолжи понатаму пак како што беше постаро. Или не е добар, или е добар. Сега обратна ситуација имаме. Сега не може да се расте минималната плата за 600 евра, заради тоа што тоа ќе биде сериозен удар на стопанството, ќе биде сериозен удар на буџетот, па нема да расте прогресивно платата и така натаму, иако во системот е предвидено како треба да растат и другите плати во јавниот сектор. И на тој начин сте контрадикторни во носењето на одлуките пензискиот систем визави овој систем на плати кои што ги има. И ако е така, тогаш мислам дека не треба апсолутно да држите до некакви аргументации кои што не може да бидат објаснети. Тоа исто како да ме убедувате овде сега дека не донесовте закон со кој што сакате да им укинете 30% на собраниската служба, а укинавте. И донесовте закон, сега се одложува тоа до 30, односно до 1
2027 година да се купува некаков мир, и тоа не се покажува волја за тоа што треба да се направи во овој момент. И можете повторно да излезете вие во јавност и да кажете, не е точно тоа што зборуваш сега, дека некој го укинал додатокот од 30% и дека собраницката служба повеќе нема да биде независна. Мислам дека ако зборуваме за многу прашања во собранието, зборам за суштински прашања, кои што се. И кажуваме дека за многу прашања било популизам. Јас мислам дека нема подобро прашање за популизам, еве и од минималната плата. Ако е така, дајте сите заедно да ја донесеме, меѓутоа и за консензус. Како што носиме законски решенија со консензус за други прашања. За прашања кои што зависат нашите односи. Зборам политичките односи. За тоа што ги тангира политичките партии. Вчера на комисија го дадов предлог, ќе го кажам и сега пред македонската јавност. Ако изборниот закон се носи исклучиво со консензус, заради тоа што ги тангира политичките партии и политичките субјекти, па кои сме ние да не постигнеме таков консензус кога се работи за граѓаните? Дали ние сме поважни како политички субјекти или како политичари од граѓаните? И дали не треба прво да седнеме да постигнуваме консензус за прашања кои што се од интерес на граѓаните, или ќе си постигнуваме консензус таму каде што нам ни одговара? Ова се прашања на кои што ние треба да одговориме сериозно и да видиме и како е во обкружувањето кај нас. И за тоа постои статистика и ќе видите дека минималната плата најмалку по износ е токму во Македонија, за разлика од сите останати држави во регионот. Србија, например, просечната плата 837 евра. Приближно минималната плата е 500 евра во овој момент. Словенија, таму има веќе изголемување на минималната плата, кај нив просечната плата достигнува 1592 евра, а нето минималната плата исплатена е 930 евра. Некој ќе рече, тоа што го споредуваш не може да се споредува, бидејќи тие се членка на Европската Унија, ние не сме. Да, и Хрватска е членка на Европската Унија. Во Хрватска минималната плата е 970 евра. Сега, ако е причината да не правиме споредба помеѓу Македонија и Хрватска и Словенија заради тоа што тие се членка на Европската Унија, прашањето што правиме ние на тој план? Сакаме ли ние да бидеме таму и да растат и нашите плати, или ќе се останеме затворени овде во нашиот систем кој што го имаме? Минималната плата во Босна и Херцеговина 511 евра. Просечната плата е 790 евра. И држава за која што се уште сите ние викаме дали до крај ќе обстане, што ќе се направи и така натаму, меѓутоа очигледно е дека и во овој дел водат сметка оние кои што се власт и кои што земале одговорност за граѓаните. Црна Гора, просечната плата е 1062 евра. Минималната плата е 450 евра во моментот. Во Грција, просечната плата е 1098 евра. Минималната плата е 968 евра. Толку е распонот кој што е меѓу просечната и минималната плата. Покажува за куповната моќ на граѓаните, покажува за класната еднаквост или нееднаквост, како сакате кажете. За разлика од кај нас, некој ќе рече, ние разговараме за промили луѓе кои што живеат од минимална плата во Македонија. 40.000 граѓани вработени во Македонија земаат минимална плата. Ако 40.000 граѓани се 1 промил или во промили, мислам дека сосема лошо имаме аргументирано пред сите нас. Еве Косово.
минимална. Благодарам. Вашите 15 минути